Записник од одржаниот пети состанок на штабот за заштита и спасување на општина Каваци. Под еден се задолжува ЈП Комуналец Каваци да отпочне повторно со работа на градскиот пазар во деновите среда, петок и недела, но под следниве строго контролирани услови. Градскиот пазар да биде отворен само за зеленчук, овошје, прехранбени производи за вршителите на дејноста од општина Каваци и Теквишијата. Работното време се ограничува од 08 до 14. Се препорачува на вршителите на дејноста да носат заштитни опрема и да обезбедат средства за дезинфекција. ЈП Комуналец после завршување на градскиот пазар да врши дневна дезинфекција на тезгите и другите површини. На сите влезови на градскиот пазар да постави лица и средства за задолжителна дезинфекција на користење кои влегуваат во пазарот. Условите на градскиот пазар да ги приспособи согласно препораките на владата за соодветна оддалеченост од една до друга деска. По два, се задолжува општина Каваци да продолжи со мерките за дезинфекција. И тоа, редовна дезинфекција на сите автомобили на трите влезови во градот и тешки товарни возила. Општина Каваци 2 пати неделно да врши дезинфекција на заедничките површини на колективни стамбени згради, влезови, скалечен простор и лифтови, кои имаат повеќе од 8 стамбени единици, како и на јавните институции во делот на општина Каваци. Дезинфекција во дворот на општа болница и здравствен дом да се врши на дневна основа после 15 часот. Општина Каваци да врши аеродезинфекција еднаш неделно во деновите сабота или недела. По 3. Собствениците на имот на територија на општина Каваци, градски, приградски населби, како и викенд населби, немаат право во овој период да го издаваат под закуп својот имот на трети лица со живеалишта надвор од општина Каваци. Тоа се мерките, инаку од надлежните институции кои што беа на кризен штаб, добивме информации кои што сакам да ги споделам заедно со граѓаните и тоа. Во Кавадарци до денеска нема нови позитивни случаи на COVID-19. На територијата на општина Каваци работи дежурен стоматолог, кај кој што може да се оди со закажен преходен упат од матричниот стоматолог. И еден апел до граѓаните и една пофалба до нашите сограѓани. Значи, нашите сограѓани во општина Каваци во целост ги почитуваат мерките за ограниченост на движење и мерките донесени од влада во делот на луѓето повозрастни од 65 години и во делот на групирањето. Апелот од општина Каваци да издржиме уште наредните 2 до 3 недели. Овој пик кој ќе го очекуваме до крајот на неделата да биде поинтензивен, да можеме да го надминеме со ова ситуација каква што е до ден денеска, така да е една благодарност за граѓаните за нивното почитување на сите мерки и на владата и општинскиот штаб и на општината и една морална поддршка од наша страна, јас како градоначалник, да издржиме уште овие 3 до 4 недели. Мислам дека ќе ни биде од големо значење и од долготрајно значење на општина Каваци. До сега немаме сознание дека има издавање, меѓутоа овој штаб делува превентивно и добро да ги носиме мерките пред да се случи нештото, затоа што една од побитните мерки и на владата, а и на општинскиот штаб да и со полициска част кој што е воведен и ограничувањето на движењето, луѓето од страна да бидат на некој си по-минимален контакт со луѓе од други општини, зашто затоа што знаеме дека секоја општина си има посебни мерки донесени и посебни ризици. Општина Каваци беше на работ да биде помеѓу поголемите ризични подрачја, благодарение на сите институции кои што ги имаме тука, благодарение нас како општина кои што редовно правиме дезинфекции и ги пратиме сите мерки, а најмногу и на нашите сограѓани кои што ги почитуваат тие мерки. Сега за сега како град се отргнавме од тоа ризично подрачје, односно од поголем ризик на општини. Мерката ја носиме со тоа што сами знаете дека на Тиквишко езеро има над 900 до 1000 викендици и доколку почнеме да ги издаваме тие викендици на луѓе надвор од општина Каваци, е потенцијално да донесиме некаква
друга ситуација во општината, затоа што луѓе не ги знаеме во каква ситуација се. Во делот на карантините, ако прашувате за државните карантини, имаме за сега два државни карантини. Едното е во делот на Михајлово, кој што веќе повеќе од 10 дена функционира како државен карантин и се сместени 40 на лица. Од вчера уште еден државен карантин, тоа е Унипалас, мислам 2, хотелот кој што е над Ангропромет и над Жито Југ. Таму се сместат околу 60 на лица. Во овие два карантина кои што се стигнати, јас само можам да потврдам за карантинот во Михајлово дека за сега нема никакви проблеми. Сите тестови кои се направени на луѓето во карантинот се негативни, али мора да се почека таа инкубација од 14 дена. Со луѓето како општина имаме и наши сограѓани од општината и други луѓе од цела држава. Максимално сме во комуникација и една морална и секаква друга поддршка што можеме да им помогнеме, сепак тие луѓе треба да издржат во една затворена просторија. Ова од вчера што се случува со вториот карантин, мислам дека и јас како градоначелник и сите институции ќе ги поддржиме максимално луѓето да го почитуваат тој карантин и да му победи што побрзо времето за да направиме една позитивна работа за сите нас.